Почитуван заменик амбасадор на Швајцарската конфедерација Егертер, почитуван министер Нуредини, почитуван градоначелник на Делчево Трајковски, почитуван градоначелник на Берово, почитувани пратеници во собранието, почитувани гости и драги граѓани на општина Делчево. Најпрво сакам да ви се заблагодарам на сите за присуството, меѓутоа е да се заблагодарам и за честа која што ми ја направивте и денес да ме повикате во Делчево. И драго ми е што денеска сум тука и тука ќе го поминам целиот ден. При што ќе имам можност да видам и да се запознам поблиску што она што ги засега граѓаните на општина Делчево. Една работа што знам дека сигурно ги засега сите граѓани е секако како ќе ја поминеме зимата. И тука во Делчево и низ државата. И секако ние како влада и јас како премиер напорно работиме и јас лично се заложив и реков дека оваа зима никој нема да остане сам да се справува со кризата и дека нема да треба да бира никој помеѓу струја и храна. Буквално никој, и тоа со мерките кои ги носиме како влада и го остваруваме. Тука доаѓам по вчерашната седница на владата, на која донесовме одлука со која обезбедуваме поевтина струја од 80 мегавати, од 80 евра по мегават час за компаниите кои вршат производство на основни прехранбени производи. Тоа го бараа граѓаните од нас, тоа го бараа компаниите, тоа го бараа стопанските комори. Со оваа одлука цените на основните прехранбени производи, лебот, брашното, млекото и млечни производи, маслото за јадење, месото и живината, пекарските производи, брашното и други производи кои што се дел од месната и од живинарската индустрија ќе се стабилизираат. Веќе беше јавно соопштено од производителите на овие основни производи дека со оваа одлука цените треба да се намалат за најмалку 10%. Во оваа тешка криза им помагаме и на основните и на средните училишта, и тука во Делчево, и низ целата држава. За нив обезбедуваме поевтина електрична енергија по цена од 95 евра за мегават час. Можност за снабдување со електрична енергија преку СМ продажба по цена од 95 евра за мегават час обезбедуваме и за јавните претпријатија од областа на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води. Со тоа ќе обезбедиме нормално да може да функционираат сите овие претпријатија кои што го снабдуваат нашето население со вода за пиење. За да се спречат злоупотреби и манипулации, за кои што имаме сознанија, при обезбедување на универзална услуга на пазарот на електрична енергија, донесовме исто така одлука со која што на општините и на градот Скопје им се забранува да основаат јавни претпријатија, друштва со ограничена одговорност или акционерски друштва за вршење на дејност од јавен интерес, јавно осветлување. Со овие мерки и заедно со останатите антикризни мерки, кои само во 2022 година ги донесовме, достигнаа над 760 милиони евра. Пакет кој според Светската банка е најголемиот пакет за поддршка во целиот регион, кој е обезбеден за граѓаните за поддршка за справување со енергетската криза. Затоа што на вистина се грижиме за да обезбедиме животен стандард и ликвидност на компаниите и заедно да ја пребродиме оваа криза. Од грижа за најранливите 42.000 граѓани, за над 330.000 пензионери со државна помош меѓу 3.000 и 6.000 денари, преку мерки за обезбедување на ликвидност на стопанството, субвенционирање на струјата со 80% за над 600.000 домаќинства и за над 72.000 компании мали потрошувачи, кои вработуваат 98% од работниците во нашата држава, па се до мерките за прехранбената индустрија кои ги споменав, мислиме на секого, затоа што сите граѓани за нас се подеднакво важни. Но морам да признаам дека кога сме вака во градови, како што е Делчево, исклучително ме радуваат проекти, како овој денес, кој е значаен не само за жителите на Делчево, туку за цел овој регион и за сите села од околината. Денеска се става крај на деценискиот проблем со чиста вода за пиење за граѓаните. Со изградбата на пречистителната станица, каде по современи стандарди и современа технологија ќе се преработува водата за пиење, Делчево трајно го решава проблемот со квалитетот на водата за пиење и со загубите на водата. Би сакал да изразам благодарност до нашите пријатели Швајцарската конфедерација, која го поддржа овој проект со 6 милиони швајцарски франци, до Министерството за животна средина,
кој преку владата на државата вложи 1,3 милиони швајцарски франци, како и општина Делчево за нивниот придонес од 300.000 швајцарски франци. Исто така сакам да се заблагодарам и на сите вработени во Министерството за животна средина, но и пред се вработените во општина Делчево, на градоначалникот и на неговата администрација и на Советот, кои што ги донесува сите потребни одлуки, ги спроведува сите процедури, за да може овој проект денес да биде започнат и да биде завршен, како што сите најавија во предвидениот рок. Со овој проект, освен изградба на пречистителна станица за вода, се овозможува изградба на комплетно нова водоводна инсталација во село Габрово и во село Звегор и нивно приклучување на системот за водоснабдување на општина Делчево. Покрај овие две многу важни компоненти, во овој проект влегува и изградбата на фотоволтаична централа со номинален капацитет од 250 киловати, со кој се предвидува покривање на дел до 60% од потребите за електрична енергија за бунарите и за пречистителната станица. Оваа капитална инвестиција е само една од низата инвестиции за долгорочен развој на Република Северна Македонија. Еден од столбовите на политиката на владата што ја предводам е рамномерен регионален развој, затоа што секој град, секој регион во државата заслужува да биде убаво место за живење, кое и понатаму ќе се живее во просперитет. Денес, како што кажав, целиот ден ќе го поминам во Делчево и во регионот. И навистина се радувам што има толку многу што да се види и да се посети. И драго ми е што се случува развој. Полека, но сигурно, одиме напред. Северна Македонија чекори по еден нов пат, европски просперитетен, во областа на политиката, демократијата, економијата, како и во областа на заштитата на животната средина. Се залагаме како влада и продолжуваме да инвестираме во проекти кои што ќе значат унапредување на општините, без разлика дали станува збор за инфраструктурни проекти, канализациони и водоводни мрежи, отворање на нови фабрики, реконструкција на болници и други важни објекти за потребите на граѓаните. Политиките што ги креира владата се сеопфатни и никого не изоставуваат. Без разлика дали станува збор за проекти за развој на општините, за мерки за облажување на енергетската криза. Ние, како влада, поддржуваме и инвестиции од над 250 милиони евра во општините. Ќе го поправиме оно што со децении не е направено, секој заслужува квалитетен живот, без разлика во која општина во државата живее. Посебно сме фокусирани на обезбедување на подобар живот за граѓаните, подобри услови за стопанството, како и подобри услови за странските директни инвестиции. Во овие тешки времења, најдобриот начин на кој можеме да се избориме со кризата е тука, во нашата држава, да отвориме и обезбедиме што е можно повеќе работни места за нашите граѓани. Најдобриот начин како да се избориме со високите трошоци за живот е да донесеме подобро платени работни места во индустриите на иднината кои се поддржани од оваа влада. Интензивно работиме и така само изминатиот месец сите имавме прилика да видиме отворање на неколку нови фабрики, нови инвестиции од областа на енергетиката, автомобилската индустрија и други индустрии. Се позициониравме како држава во која странските инвеститори препознаваат вистински партнер и затоа реномирани компании ја бираат Северна Македонија како дестинација за нивните инвестиции. И потврдата дојде со тоа што Северна Македонија е лидер по привлекување на странски директни инвестиции споредено со големината на бруто домашниот производ во однос на сите други земји од регионот. Вложуваме и во инфраструктурата, се градат повеќе делници и патишта, а тоа најдобро се гледа тука во источниот дел од државата, а наскоро ќе се види и во западниот дел со почетокот на работата на коридорите 8 и коридорот 10D во западниот дел од државата, а секако сите бевте сведоци дека во сабота отпочна продолжувањето на градбата на источниот дел од железничкиот коридор 8. Нашиот поглед е секогаш перен кон иднината, енергетската трансформација на земјата, зелената транзиција, кои што се едни од приоритетите, кој се покажа како особено важен во време на криза. Скоро бевме сведоци на започнување со работа на најголемата соларна електрана досега, која ќе снабдува над 5500 домаќинства со чиста електрична енергија добиена од македонското сонце. Ги донесовме и измените на законот за градење, за да можат сите физички и правни лица
со многу едноставна процедура и без одобрение за градба од општината да поставуваат фотоволтаици. Напорната работа носи резултати. Во тоа сум сигурен и затоа владата, јас како премиер, министрите во владата продолжуваме во иста насока со државнички пристап во време на светска, економска и енергетска криза. Почитувани граѓани, почитувани жители на Делчево, посакувам да имате уште многу вакви среќни денови, важни за развојот на општината и просперитетни за идината на младите од овој крај. Ви благодарам уште еднаш на честа што ме поканивте. Посакувам многу успешна работа на изведувачите на проектот и уште многу успешни вакви проекти на општината, градоначалникот, советниците и сите граѓани. Ви благодарам.